Од денеска тече рокот за поднесување на пријави на кандидатите за претседател на Социјалдемократскиот сојуз. Се отвори ли од денеска Пандорината кутија или партијата од денешниот ден ќе започне да плови кон мир? Причини за вака поставената дилема има многу. Бидејќи вообичаено е по секој изборен пораз да има виновници, но и претенденти за сепак престижната позиција председател. До овој момент кандидатските имења се уште се неизвестни, иако некои како Славјанка Петровска, Стефан Богоев и Јован Деспотовски јавно потенцираа дека се заинтересирани за позицијата. Во меѓувреме, во јавноста се шпекулира со Венко Филипче, Петре Шилегов и некои други, но по ова прашање тие се немаат изјаснето. За поголем дел од споменатите се вели дека нивната кандидатура е тактична и бараат можност за подобра позиција во новото раководство. Ова би можело да значи дека некој е фаворит во сенка, но дека тој се уште не се открива. Од друга страна, аналитичари кои добро ја познаваат состојбата во некогаш мокната партија, велат дека на СДСМ му е потребен следниот профил на председател. Вакви услови можеби реално е да се каже дека на СДСМ сега му треба некоја условно да речам непозната личност во најшироката јавност, но сепак некоја позната личност во средината каде што таа работи и каде што таа действува, живее, не знам, во средината што го познава, каде што има свој личен дигнитет, нели како авторитет некаков. Тој мора да има и менаџерски способности во смисла да менаџира карактери. Ново раководство и иден председател социјалдемократите ќе избираат на 30 јуни, пошто и ќе се знае во која насока и со кој профил на председател Социјалдемократскиот сојуз ќе продолжи.